Добро, вака, значи јас сум назначен како прв извршен директор и генерален директор на акционерското друштво во август минатата година. Ме назначи како колективен орган владата на Република Македонија. Од владата на Република Македонија треба да се случи промена доколку до тоа дојде, се разбира. Секако за очекување во ваква тешка ситуација да се бара излез од ситуацијата каква што се наоѓа компанијата, тешка финансиска со наталожени проблеми од долги години. И секако дека решението кое го бараат вработените го бараат да биде брзо и квалитетно. Меѓутоа проблемите не се решаваат одма и не можат да бидат и избрзани. Во најдобар интерес и за компанијата и за вработените секако размислуваат луѓето што се најодговорни во владата на Република Македонија и ние што сме ангажирани како раководен менаџерски тим во оваа компанија. Еден од проблемите со кои луѓето се соочуваат и кои бараат брзо решение на проблемот е и веќе старосната граница која ја достигнуваат, каде што е потребно да се исплатат оние за придонеси кои со години не им се исплатени, односно поточно од 6 месец 2012 година, и тие бараат брзо тоа да се исполни. Исто така и оние заостанати плати. Според она што го видов јас, што го наследив во компанијата, се забележува дека во месеците кога вработените биле во штрајк, им е постигнат некаков договор со синдикат за исплата на платите од 70%, што не е по закон. По закон за тие месеци не ги следува на луѓето плата, ги следува само дел од плата, односно 60% за првите 5 дена од штрајк, а понатака после тоа ги следува само исплата на на придонеси по минимална основа. Со тоа драстично треба да се намалат побарувањата на вработените. Тоа е една од причините кои јас кога им ги навестив на вработените, тие на некој начин беа малце изреволтирани и сватија дека на тој начин му се намалуваат побарувањата, не се онолкави колку што реално се прикажуваат. Претпоставувам дека една од причините поради која бараат смена раководниот тим е таа, но се разбира конечна одлука за тоа носи владата на Република Македонија. Доколку оставката е нешто што ќе придонесе за да може успешно понатака да компанијата да продолжи да живее или тука воопшто да работите да трнат на подобро, секако дека тоа е најмал проблем. Тоа воопшто и не треба да се дискутира. Доколку значи дојде до ситуација да некој гарантира дека тоа ќе е причината за која со што конечно компанијата ќе трне напред, значи јас сум спремен на таков чекор. Тоа е прифатливо. За финансиското работење на Еврокомпозит, за секоја одлука и за секој подпис стојам како генерален директор. За све што е потребно, веќе сме во соработка со соодветните институции и органи од државата, и тоа најдобро е да го кажат тие, инаку све друго е во рамки на шпекулации и во интерес нечив за мое лично и професионално оцрнување. Инаку компанијата нема сопствено, службено возило кое можам да го користам, така што мојот превоз, моето доаѓање на работа и така натака е регулирано согласно закон, согласно одлука на одбор на директори, и тоа е све како што треба по процедури. Тоа апсолутно не е точно, никој нема закани за отказ. Она што ние го бараме е поголема дисциплина во работата, да се почитува работното време, како и во секоја компанија. Тука претходно јас барем таква ситуација наследив. Луѓето имаа навика да доаѓаат по 6 сати и по помалку на работа. Тоа пробавме да го смениме, меѓутоа навиките се такви што повеќе
не се работи отколку реално што се работи. Во обидот таа дисциплина да ја постигнеме, исто така се предизвикува револт кај вработените и јас претпоставам дека тоа е уште една причина поради која што вработените бараат смена на менаџерскиот тим. Производството треба да тече, имаме актуелни договори кои треба да се реализираат. Од нашите партнери постојано сме поддржувани во аванс, меѓутоа ние како компанија треба на тоа да одговориме. Луѓето треба да си ја сватат сериозно својата работна задача и на тој начин да можеме да бидеме корисни и нашите пари да ги заработиме.